За водење на основните средства треба да се користи посебна евиденција, која е дел од програмот, тоа е основни средства. Грешка е доколку основните средства ги водите под конта. Тоа е стар начин и не е применлив во сегашно време. Бидејќи, ако имате отворена конта за основни средства за една фирма, истите основни средства ќе се гледат и во сите други фирми. Затоа треба да се води посебно, со посебна евиденција. Што имаме на екранот за водење на основни средства? Имаме промет, односно овде се гледат, овде ни се прикажени основните средства и прометот за секој основно средство. Од десна страна ни се групите на основни средства и во секој од овие групи имаме колку подброј основни средства има. Значи, во погонски деловен инвентар имаме 5 основни средства. Еве ги 5 основни средства. Значи, со клик на насловот се отварат групите и со избор на групата доаѓаме со листата на основни средства во таа група. Во делот табели ни се дефинирани групите на основни средства. Овие групи на основни средства се усогласени според номенклатурата на што ја предлага УЈП. Тоа се овие. Со стапки на амортизација исто предложени. Значи, во табели кликнав на номенклатура УЈП. Ако оваа табела ви е празна, со кликнување на активира предефинирани групи, се пополнуваат групите со стандардната номенклатура, а вие имате можност сами да си ги коригирате групите. Например, ако сакате опремата да ја разграничите на уште некои елементи, можете слободно да си правите да си додавате своји. Процентот на амортизација е ориентационен, бидејќи секој основно средство сега може да има свој процент на амортизација, кој може да отстапува од тоа и во групата. Овде си дефинират контата доколку сакате да вршите и автоматско контирање на амортизација. Од десна страна имаме можност проширување на места кај се наоѓаат основните средства. Вие може да имате набавка, например, на 5 компјутера и тие 5 компјутера да ги распределите на 3 работни места. Со тоа што кога ќе правите попис, ќе ви биде секој основно средство ќе се наоѓа на тоа место. Еве, например, ќе ставиме 001 канцеларија 002 погон. По избор. Сега, како се внесува ново основно средство? Не е лошо прво да избереме групата. Еве, ќе избереме овде ќе додадеме еден принтер, иако овде погрешно изберена група. Значи, овие камиони не секако дека не треба да се наоѓаат во оваа група. Ако треба да предефинираме во друга група, значи, ова камион може да компјутерска опрема, софтвер, возил, во ред. Значи, ако треба да предефинираме во друга група, без проблеми може да го ставиме средството во друга група. Како ќе внесеме ново средство? Кликнуваме може нов. Ако номенклатурата ни била 1, 2, 3, 4, без проблеми може ќе се приложи следниот број. Еве, компјутер P5, може дополнителни описи во компјутери, набавено од Сетек, дополнителни елементи ако сакаме, колку количина? Еве, 2 набавени и набавени се, например, еве на денешна дата 9.11.17 набавка. Овде може да имаме и други
опции, опис, можем и фактурата 55 и сега, ако не щеклира на колони за количини, имаме место, можност за дефинирање кај ќе ги ставиме. Еве, канцеларија е едно со набавна вредност 15.000 и второто исто 09 11 17 истата фактура ќе ни биде на друго во погон. Еве, еден. Исто 15. Бидејќи ова основно средство е во компјутерска опрема, се префрла стапка на амортизација 25. Може да ја коригираме, ако сакаме, еве, на 40. Еве, 25, 30. Во прегледи, сега, ова основно средство не се наоѓа во листата. Еве. Еве. Значи, вкупна вредност е 30.000. Книгоствена вредност имаме две. Веднаш ги распределихме по погони. На крај на година ќе правиме амортизација. Односно, прво пред да правиме амортизација, да погледаме во прегледи што имаме. Имаме две дати за текуната година, 1.1 до 31.12.17, набавка. Поединечни книжење, еве што имаме книжена набавки во меѓу тие две дати. А книгоствената состојба, еве како не изгледа. Значи, по групи на основни средства, во секоја група имаме претходна набавка, исправка, исправка во тековна година и крајна состојба. Ако сакаме по групи, еве ни по групи. Значи, зошто не интересира по групи? Кога ќе правиме завршни книжења или одредени книжења, книжењата треба да ги правиме во финансии по групи на основни средства. Значи, за секој основно средство, за секоја група на основно средство треба да имаме конт, соодветни конта. Еве ги контата. 122, 123 претходно е дефиниран. Значи, во табели ги дефиниравме контата како сакаме. Еве, ако ставиме овде 194, ќе ни се раскнижува понатаму со конто 194. Кога ќе правиме попис, можеме по места да одредена дата. И сега, ако сакаме во канцеларија да правиме попис, само овој компјутер не се наоѓа во таа канцеларија. Еве, ќе одиме на основните средства да ги распределиме по групи, по места. Значи, еве, ова алат за лиење ќе се наоѓа во погон. Хилтата ќе се наоѓа во погон. Значи, кога имаме набавка или отпис, има смисла да ги користиме колоните количина и место. Во кое место влегува и од кое место излегува. А за други книжења, како што е амортизација или други некои книгоствени финансиски корекции, нема смисла да користиме количина, бидејќи тие се чисти финансиски. Добро. Канцелариски материјал. Рафтот ќе оди во канцеларија. Сталажите во канцеларија. И така натаму. Во зеленото поле секогаш имаме пребарување. Може да пребаруваме по основни средства.
Одиме, сега вака. Во канцеларија пописот би не изгледал вака, а во погон би не изгледал вака. Значи, спремно е за правење на попис на листа. Имаме која количина се наоѓа и само треба да се потврди дали е толку или не е толку. И да се пописната комисија да се попише. Сега вака. Ќе правиме амортизација. Ќе спроведаме амортизација. Пресметка на амортизација. Треба да го штеклираме ова. Претходно, ако е дефинирана дозволена манипулација, ни се активира полето за ни се активира уште една рубрика амортизација. Малку е подскриена за да случајно некој не прави амортизација. И еве, на 31.12.17 ќе спроведеме амортизација. Само с еден клик се поминуваат сите основни средства и се прави амортизација. Амортизацијата се прави по најновиот начин, а тоа е од следниот ден на набавката. Кога е цела година е за 12 месеци. Ајде да видиме за Pentium, што го набавивме пред малку. Ево го Pentiumот. Не. Компјутер P5. Еве, за секој од овие направена е за 52 дена. Значи, за секој од овие две набавки имаме до крајот на година 52 дена. Значи, се прави амортизација на дневно ниво. И моментално картицата нова изгледа вака. Едно во канцеларија, едно во погон и двете се амортизирани со и моментално вредноста е 28.718. Значи, ја пуштивме амортизацијата. Значи, со секој основно средство се книжи амортизација на таа дата. Основицата за амортизација е набавната вредност. Евентуално ревалоризирана. Сега, во прегледи имаме амортизација, поединечни книжења, не по групи. Еве ни ги последните амортизации. Еве, вкупно е 186.609 денари за 2017 година. Ако погледаме книговодствената состојба, еве пак 186.609, тоа е амортизацијата во тековната година. Значи, ова ни е првите две колони ни се претходната година, тековната амортизација, вкупната амортизација со тековната и крајната книговодствена вредност. Сето ова можеме да спроведеме книжење. Еве за 31.12, еве контирај. Еве спрема претходно дадените конта, ова директно може да оди во финансии. Еве ќе ставиме само налог 01/0005, например, свари 10.005. 10.005. Контирај го направивме. Еве го налогот се префрли. Само спроведи. Пренесени се 6 ставки и во финансии ја имаме искнижено амортизацијата. Се додава на тековниот налог, ако имаме некој налог. Амортизацијата може и да избришеме по потреба. Еве. Враќаме назад. Еве. Сето тоа што сме направили као спроведување, можеме веднаш да го отстраниме. Ако контираме, нема ништо за контирање. Еве, спроведна амортизација, се спроведува. Еве ни амортизацијата. Можеме да избришеме, значи се бришат сите амортизации на таа дата. И сега, се враќаме назад. Значи, рано е за амортизацијата за 2017. Ќе одиме кај некој основно средство, например, кај некој мебел. Овој мебел имаме набавка од едно. И
имаме амортизација за 2016 година со моментална состојба 3693 денари. Ако сакаме да спроведеме оттуѓување или отпис, еве ова сме го продале, одиме во нов ред, например, на 10.8.17 оттуѓување со некоја наша фактура 4.5 на некоја фирма на купувач. Еве, тука може да ставиме некој ден ако сакаме. Не, ќе оставиме ова. Сега, значи, правиме книжење на одредена дата, оттуѓување или отпис и пишуваме количина. Значи, од канцеларија излегува 1. Можевме да имаме набавка 2, а 1 да продаваме. Значи, доволно е овој ред да го направиме и натаму само ќе треба да кликнеме овде, рекалкулирај, амортизација отпис. Самиот програм комплетно си книжи амортизација на оттуѓување до таа дата и го книжи финансиски самото оттуѓување. Значи, практично се прави сторно на набавката и на исправката и си доаѓа вредноста на нова. Ајде, компјутерот ќе го имаме овде две набавки во, например, во трети месец. А во пети месец, во 10 месец, еве на 1.10.17 ќе имаме отпис со оттуѓување на едно од повен. Сори 0, овде од повен 1. И сега, овде само ќе кликнеме рекалкулирај. Си прави отпис, односно амортизација и отпис само на едно. Значи се уште имаме вредност за првото. Моментално количина на залиха е 1. Значи овој компјутер го има само во канцеларија. Го нема веќе во повен, бидејќи овде едно влегло, едно излегло и финансиски останува само едно со 15.000. Секој основно средство може да оставиме дека дали е активно или не активно. Еве, например, имавме отпишано. Еве, овој рафт го отпишавме, автоматски моментално е количина на залиха 0, кога е 0 или кога е отпишано, во листата ни се бележи со сиво и бледо. И може да ставиме веќе да не е активно. За понатаму да не ни излегува во евиденција. Се уште ни евиденцијата се останува, веќе тоа да кога ќе правиме избори да не оди во листите. Сега, овде имаме активни и неактивни. Количина поголема од 0, количина еднаква на 0. Значи можеме вака се. Нивоста на состојба на момент. Требаше барем овде активни. Ева. Еве го. Моментално отпишаното средство. И сите вредности му се 0. Картицата за него е вако. Значи се си оди на 0. Ова може да го експортираме во Excel. Односно еве. Само да видам. Момент.
Значи, книгоvodствената состојба еве ние во Excel, ако треба да правиме некои математики. Ако треба да имаме, ако имаме странски партнери, можеме, имавме латинични имиња. Ово во Excel кој ќе оди. Ќе беа тие имиња. Или на крај на година да си ги отпечатиме сите картици. Значи ова као или да го отпечатиме или као PDF по групи, за да го имаме во архива. Може да експорт во PDF или да си го печатиме на принтер. Значи картица на секој основно средство, за не дај Боже ако треба да се, ако не си некоја евиденција изгуби, што нема да се изгуби, меѓутоа да имаме архива. Тоа е релативно едноставно. Значи можеме да имаме и дополна. Еве, например, за некоја машина, ако имаме некоја надградба, еве на 3, 5, 17, книгоvodствено книжење, имаме надградба на надградба, ако имаме, например, уште 10.000 денари, и сега, ако треба, можеме и рачно да спроведеме амортизација за одредена дата. Еве, амортизацијата се прави во тековната година на двете набавки. И за основното средство, устартнот, што е, за таа основица, и за вториот дел. Еве, 663 денари, 10% за процентуално од набавката за колку денови? За 249 дена. Значи, ова практично е 300, колку имаме денови во однос на годината и тие се множат по 10%. Кога ќе се прави за 2018, овие ќе се генерализират ќе се продолжи со една амортизација. Значи, не на секоја набавка, затоа што ова е набавка во тековната година. Тоа е се.